Добро утро од Куманово, токму така како што рековте и во најавата, 23 годишниот Давид Марковски успешно веќе неколку години ја чува од заборав македонската изворна музика. Љубовта кон инструментите започнала уште од најрана возраст, најпрвен со блок флейтата, подоцна продолжил во нижото музичко училиште со кларинетот, за да веќе неколку изминати години е неразделен од кавалот. Вели го освоила милозвучноста на овој инструмент, инаку тоа е четврта генерација на музичари од своето семејство кои што се занимаваат со народната музика. Апелира до сите да го следат неговиот пример и секако да се зачува од заборав народната музика. Инаку е дипломиран информатичар, вработен во Управата за јавни приходи овде во Куманово, па по напорните денови од технологијата секако е нераздвоен и се опушта всушност со овој инструмент. Предлагам овде да ја погледнеме изјавата. Да се биде чувар на изворната музика е одговорност. Тоа значи да се пренесе суштината на музиката, приказната за песната, емоцијата, начинот на изведбата. Всушност тоа значи да се пренесе традицијата автентично. Сметам дека треба да се испочитува традицијата, но треба и да се доближи до помладите, што значи треба да се внесе некоја доза на свежина, и така да треба да се најде некој баланс помеѓу сето тоа. Тоа е суштински важно, бидејќи не смее да се изгуби автентичноста. Доколку ја изгубиме таа автентичност, се губи нашиот идентитет. Затоа е важно да се зачуваат во нивната оригинална форма, а подоцна на таа основа да се гради и додава нешто ново. Планирам некои соработки со артисти од различни жанрови, бидејќи тоа е таа свежина што ја спомнав претходно, со такви некои проекти да се долови до помладите генерации, да се најде поширока публика, но секако и да се промовира нашиот изворен фолклор, нашата традиција и нашата култура. Имавме можност да го погледнеме и слушнеме Давид Марковски од Куманово, кој што веќе 8 години е активен член на културно-уметничкото друштво Панче Пешев од Куманово, кое што пак годинава слави дури 100 години и еден век успешно постоење. Информира дека веќе се подготвуваат всушност значително овој период за одбележување на овој значаен јубилеј, за што е предвиден и голем концерт на почетокот на јуни, за што секако дополнително ќе информираме во некои од наредните изданија на Македонија на утро. И на Давид и на Кут Панче Пешев им посакуваме уште долги години да продолжат да ја негуваат македонската изворна музика и фолклорот. Студио.